Од денеска бензините се поскапени за 1 денар. Новата цена на Евросуперот од 95 октани е 82 денари, а Евросуперот од 98 ќе се продава за 83,50 денари за литар. Граѓаните не се изненадени од постојаното зголемување на цените на бензинот. Велат дека тоа влие и на поскапувањето на цените на другите производи. Како не влие, тоа влече све друго. Бензинот поскапува, све друго влече. Па секој поскапување лошо се наведува кај народот заради тоа што трошоците се зголемуваат и економската ситуација и таа индивидуална многу е тешка. Ќе навикнеме. Секој е чудо за 2 дена. И сега ќе навикнеме и тоа, ништо друго. Веќе сме навикнати, секој месец веќе има поскапување на бензинот. Не е голема разлика, меѓутоа пак и психички и економски влие на граѓани, мислам, и на бизнисот воопшто. Во споредба со минатата година, живеачката во јули годинава е поскапа за 1030 денари. Ситуацијата е се полоша, а со една просечна плата не се живее, велат тетовци. Па јас не знам ни колку е просечна плата. Јас знам само колку е моја. 20.000. Да, дали е доволно за да се покријат се трошоци? За колку члена семејство мислиш? 4 члена. Не може. Ја имам 5 члена семејство, само ја се вработен, не можеш месец дена да стигнеш. Струја, телефон, оно и ништо. А бензин? Никако не е редовно. Многу мало е. Према артиклите све горе се. Никако више. Кај може со 200 евра, 150 евра. Многу мало, многу, претерано мало. Минатата година, за да се прехрани да ги плати сметките на едно семејство, му биле потребни околу 32.000 денари. Според пресметките на минималната синдикална кошница, скоро 43% од примањата се трошат за исхрана и пијалоци, а 32% за сметки.